Добар ден, со мене во студиото е Васко Ковачевски, директор на ЕСМ, а со тоа човек во фокус на вниманието со оглед на енергетската криза, со оглед на цените и со оглед на стравувањето за зима, како ќе поменеме со грејење и воопшто со струја. Добро утро, Ковачевски. Добар ден. Така. Бевте во Софија, веќе некои детали излегоа во јавноста, се спомена бројка колку е подготвена Бугарија да ни даде од своите вишоци на струја. Меѓутоа, за обичните граѓани ќе ме молам нешто да дообјасните. Што значи тоа во проценти? Колку ние очекуваме? За кого таа струја ќе биде наменета? И денеска почнувате веќе со работните групи, што се очекува од тоа? Добро, со оглед на тоа дека од 1 септември повторно стапува на сила мерката за енергетска криза, која што има донесено владата, и потоа после 30 дена истата ќе се проследи до собранието на Република Северна Македонија, да истата се продолжи во одреден период до завршувањето на следната грејна сезона 2022-2023 и поучени од искуствата од претходната кризна состојба и претходната грејна сезона, владата, ресорните министри, пред се премиерот Димитар Ковачевски, заедно со ЕСМ и другите енергетски компании, правиме заедно сите силни подготовки за справување со ова енергетска криза, која што повторно зема замав и кај нас, и во регионот, но најповеќе во цела Европа, и е предизвикана заради глобалните воено-политички и економски состојби. Мораме да кажеме дека претходната грејна сезона успешно се справивме со оглед на тоа дека располагаме со ограничени ресурси во делот на капацитети на производство на електрична енергија, ограничени ресурси во делот на јагленот, хидрологијата, природниот газ за кој што сме 100% зависни од увоз, и сега во изминатите неколку месеци се подготвувавме да ги одржиме сите овие работни средби и состаноци. Започнавме во рамките на Open Balkan, средбите во Белград. Направивме неколку средби со вице-премиерката и министерка за енергетика на Република Србија, со представниците на енергетскиот сектор на Република Србија. Исто така се сретнавме со представниците на владата и на енергетските ресурси од Република Албанија. И договоривме да во текот на наредната недела имаме заеднички состаноци и да формираме на заедничка работна група која што ќе се грижи за менаџирање на енергетската криза во регионот, значи помеѓу Република Северна Македонија, Република Србија и Република Албанија. И тоа е процес кој што веќе е започнат и во следната недела веќе ќе се одржи првата работна средба и ќе се разменат искуства, но исто така и ќе се разменат модалитети како можеме да направиме поддршка или размена на ресурси и на електрична енергија. Што конкретно очекуваме од Бугарија? Во текот на Отворен Балкан. Пред 2 дена бевме исто така во официјална посета на Република Бугарија на барање на председателот Пендаровски со председателот Радев. Се одржа работна средба на владините тимови на двете држави. Нашата делегација предводеше премиерот Ковачевски, јас бев дел од делегацијата во која што се разговараше како може Република Бугарија да помогне на Македонија во делот на испорака на електрична енергија, со оглед дека тоа дека Република Бугарија има силно развиени енергетски капацитети кои што се од подалечното минато, и тие капацитети, посебно нуклеарката Козлодуј, произведува вишоци на електрична енергија по пониски цени. Токму затоа ние како држава се обративме со барање до бугарската страна, доколку имаат можност, наместо да ги продават на нивната берза и да оди таа во дел од европските држави, дел од електричната енергија да ни ја отстапат со билатерален договор по некои нормални цени под берзанските цени на берзата на Бугарија, Хупекс берзата на која што ние се однесуваме, меѓутоа да биде некоја исто така прифатлива цена за нашето стопанство, за бизнис секторот, затоа што таа енергија која што ја бараме, треба да ја пласираме во државата за помош на економијата и на институциите.
Тоа значи дека за нас имаме, може ЕСМ да Со оглед на обезбеди? тоа дека ЕСМ го има направено планот за производство за 2022 и 2023 година до април месец кога завршува грејната сезона, планот наш е зголемен за над 25% производство на електрична енергија, затоа што имаме задача и обврска задолжение од владата да испорачаме 100% енергија кон Евана Хом, кој што е универзален снабдувач на граѓаните и на малите потрошувачи, иако согласно закон за енергетика ЕСМ има врска да испорача само 60%. Останатите 40% ЕСМ може да ги продава на берзата и да остварува дополнителни профити. Меѓутоа, ако така се однесуваме ние како компанија и државата, тогаш Евана Хом ќе треба таа 40% енергија да ја набавува по високи цени на берзата и тоа ќе биде дополнителен удар врз граѓаните и врз малите потрошувачи. Од тие причини ние зедовме врската 100% да снабдуваме кон Евана Хом, исто така 100% да ги покриваме загубите во системот на пренос на енергија преку Евана дистрибуција, кои што исто така се големи, количински. ЕСМ тоа го испорачува веќе од март месец 2022 година и тоа ќе го прави и ова и наредната година. Исто така третата обврска е да ги снабдуваме МЕПСО, системот на компанијата која што прави пренос на електричната енергија, исто така системските загуби во тој пренос ЕСМ ќе ги покрива. Значи ЕСМ за да обврска 100% да ги покрива граѓаните и малите потрошувачи. Тоа го правиме во изминатиот период со сопствени капацитети, со домашно производство, вклучени се сите капацитети, без ниту една набавка на електрична енергија, односно купување на берзата. До сега тоа е така. Дали сте оптимиста дека ќе обезбедите, велите обезбедуваме, нели, јаглен, купуваме сега јаглен, купуваме масот. Дали имате план за цела година и сигурен добавувач на јаглен и на масот? Барем за оваа зима, за тие зголемени 20%. Плановите за производство на ЕСМ за наредниот период веќе се направени. И до крајот на годината, до 31.12, но исто така и до крајот на грејната сезона, која што завршува негде крајот на април, односно до 34. И согласно тие планови на производство, прво ги ставаме во функција сите наши домашни капацитети. Двата блока во РЕК Битола веќе се во работа, во функција. Подолг период од она што е потребно. Кажавме дека не можеме да направиме застои заради енергетската криза, нема застои за долги ремонти, за долги санации и сервиси кои што треба се прават и се правиме ни кратки застои, ги сервисираме и повторно ги ставаме во функција. Третиот блок во РЕК Битола треба негде да биде на систем во почетокот на ноември, значи од 1 ноември е ставен во планот за производство. Значи Битола да работи во текот од 1 ноември до крајот на грејната сезона да работи со 3 блока и затоа се подготвуваме во ископите во РЕК Битола, во рудниците Суводол и Брод Неотино, а очекуваме да го отвориме и новиот рудник Живојно, кој што не беше во план да се отвора, меѓутоа енергетската криза ни даде услов или потреба да го отвориме и тој рудник за да обезбедиме поевтин ресурс јаглен од домашно производство. И со одредени набавки за РЕК Битола, за кои што веќе имаме случајно договори со добавувачи од Албанија и од Грција, РЕК Битола успешно ќе се справува. Сметам дека со овие количини кои што ќе ги направиме од домашни ископи, набавените количини, дека треба да се произведи таа електрична енергија која што е произведена со работа со трите блокови. Дополнително во Осломе се прави во моментот сервис и ремонт на термоелектраната. Тоа значи дека се става во функција веќе од октомври месец и да биде подготвен да произведува електрична енергија цела грејна сезона. Во Осломе имаме многу малку домашни количини на јаглен, затоа што таму веќе рудниците се исцрпени, но сега подготвуваме веќе во наредната недела да отвориме едно ново наоѓалиште, тоа е наоѓалиштето Гуштерица, кое што е во рамките на локалитетот Гуштерица, во рамките на РЕК Осломи, за да можеме во наредната грејна сезона да извадиме домашен јаглен, негде од 150 до 200.000 тони и плюс дополнително набавките околу 400-500.000 тони кои што веќе ги имаме договорено, имаме отворено постапки. Сметаме дека 6 месеци РЕК Осломи може да работи. Значи почнувајќи од 1 октомври, овие 3 месеци од годината и 3 месеци од наредната година. Во декември минатата година го стартовавме и ТЕЦ Неготино,
капацитет кој што претходно 12 години беше ладна резерва, беше во застој, не функционираше, само се одржуваше да биде подготвен во одреден момент да се вклучи. Ние успешно ЕСМ со своји ресурси заедно со вработените во ТЕЦ Неготино го стартовавме и работеше во одреден период до мај месец, потоа имаше пауза заради ремонтни и сервисни активности. Сега повторно од минатиот месец, од август месец, ТЕЦ Неготино е во функција и планираме цела грејна сезона до крајот на април ТЕЦ Неготино да 100% испорачува електрична енергија, затоа што се работи со половина капацитет и во текот на овој месец ќе се вклучи и дополнително и вториот котел, затоа што веќе обезбедуваме мазот и ќе може беспрекорно да работи за да испорача електрична енергија до крајот на грејната сезона и останува хидропотенцијалот кој што го штедиме во овој период и го чуваме за давање само на системски, на балансни услуги во периодите кога се потребни, за да го одржуваме системот на електрична енергија во државата сигурен и стабилен. Во првите 7 месеци од оваа година, термоелектраните Рек Битола и Осломе заедно имат зголемено производство во однос на претходната година за дури 40%, значи зголемена производство на електрична енергија, а за сметка на тоа хидропотенцијалот го намаливме со минус 25% производство. Зошто? За да ја чуваме водата, која што знаеме дека имаме лоша хидрологија, не само кај нас, него и во Европа. Слушате и гледате дека реките се на најниско ниво, езерата се на најниско ниво, нуклеарните електрани во Европа не можат да работат затоа што нема вода за ладење и затоа ние нашата вода која што имаме во како хидроакумулации ја чуваме беспрекорно за да можеме да даваме тие услуги кои што се потребни за да го зачуваме сигурен и стабилен електроенергетски систем во државата. Го спомнавте Живојно, многу пати се спомнува и многу критики има зашто до сега не сте отворил. Меѓутоа, колку сте оптимиста дека тоа може брзо да се направи? Живојно е во развојните компоненти на Рек Битола уште од неговото пуштање во потреба, тоа е пред 40 години, сега во ноември ќе имаме јубилеј. Морам да подсетам дека сите наши капацитети во државата кои што се во делот на енергетиката се многу стари. И ја жалам што не во изминатите години 10, 20 па и 30 не се инвестирало во нови енергетски капацитети и сега работиме со тоа што го имаме. Значи Рек Битола 40 години, Осломе повеќе од 40 години, хидроелектраните сега славевме јубилеј 65 години од Маврово, другите се исто така 60 и 50 години. Значи тие се капацитетите во државата и се со ограничени можности, со намалена снага и моќност, со ограничени ресурси, јаглен и вода, меѓутоа ние успешно се справуваме и граѓаните во нашата држава немаат досега ниту рестрикции, ниту имаме намалено производство, ниту имаме енормно зголемување на цените, она што се случува кај нас, например, во соседството. Во делот на Живојно, во развојните компоненти на државата и енергетската стратегија, која што трае до 2040 година, беше предвидено зеленото сценарио. И по тоа сценарио, во ова година, 2022-2023 година, по тоа сценарио, Осломе требаше да се затвори. Затоа што таму се гради фотоволтаична централа од 100 мегавати по принцип на јавно-приватно партнерство со два партнери од Бугарија и од Турција. Собствена електрана која што веќе во функција од 10 мегавати, сега уште една ќе градиме, тие се двете по 10 мегавати собственост на ЕСМ, односно на државата, и со тие фотоволтаици требаше да се застани производството на Рек Осломе, значи сега, ова грејна сезона. Меѓутоа, енергетската криза не дозволува да го затвориме Осломе затоа што ни е потребен во време кога се случуваат промени во енергетскиот систем во цела Европа. Во Германија го зголемија производството од јаглен за 17% во текот на оваа година. Во Шпанија ги отворија двете термоелектрани кои што беа затворени. Нашиот сосед Република Грција исто така ги врати во функција 3 термоелектрани. Значи тоа е пракса во Европа, не е само кај нас. Ние засилено ќе инвестираме во наредните неколку години за да ги издржиме овие кризни периоди во термоелектраните, односно во рудниците. Токму затоа во Осломе започнува веќе од следната недела ископот во новиот локалитет Гуштерица, кој што не требаше да се отвора затоа што Осломе требаше да биде затворен. А веќе кога прашувате за Живојно, Живојно е капацитет во кој треба многу да се инвестира за да биде исплатливо. Со оглед на тоа дека енергетската стратегија на државата предвидува 2025-2026 година да застане еден од блоковите во Битола, 2027-2028
и уште еден, втор блок да застане и 2030-31 да застане и третиот, затоа што имаме зелено сценарио, затоа што доаѓа период кога и нашата држава ќе има обврски согласно европските регулативи да ги плаќа тие карбон кредити, CO2 кредитите кои што се многу високи и кои што ќе оптеретат дополнително цената на електрична енергија. Сега немаме таква обврска, токму затоа го подигнуваме производството во термоелектраните и сметаме дека со брзо отворање на Живојно до крајот на годината, ние веќе во текот на ова грејна сезона очекуваме да имаме испорака од 150 до 250 илјади тони со самото влегување во рудникот. Годинава? Да, ова година веќе се во тек процедурите, мислам дека се при крај за добиена е концесијата од страна на Министерството за економија. Сега се работат тие малите упростените рударски проекти кои што треба да се завршат во Министерството за животна средина и дозволите кои што треба од Министерството за транспорт и врски. Очекуваме до крајот на месецот да ги завршиме сите процедури. Следниот месец да ги направиме сите подготовки кои што треба да се направат за да се направи тој усек, односно влегување во рудникот Живојно, да се ангажират нашите сопствените ресурси, дополнително да се ангажира затоа што треба да се направи брз и посилен влез во тој рудник, треба да се ангажират и дел од домашните компании, така да во наредниот период очекуваме дека до крајот на годината веќе ќе имаме отпочнато со влегување, односно со отпочнување на работа во рудникот Живојно, со започнување на тој усек до април-мај да обезбедиме одредени количини на јаглен кои што ќе ни бидат и тоа како добре дојдени во овој период на енергетска криза. За крај, треба ли да се плашат граѓаните? Кој е вашиот впечаток? Вие одите секаде, имате контакти со земјите. Ќе успееме ли сепак и покај сите добри воли да набавиме се што треба за да имаме успешна игрина сезона и успешна сезона за струја, воопшто за осветлување, не само за грејење? Граѓаните не треба да се плашат и не е добро да се плашат. Меѓутоа треба да бидеме многу внимателни и предпазливи за периодот кој што престои. Сите слушаме, гледаме и читаме дека пред нас е една од најтешките зими во последните 70 години. И тоа не го кажуваме само ние овде во државата, тоа го кажуваат и поголеми лидери на големите европски држави. Тоа го кажуваат и лидерите во нашето соседство. И нашите лидери, и председателот на државата, кој што вчера на Советот за безбедност исто така истакна дека треба да бидеме внимателни, предпазливи со грејната, со предстојниот период кога доаѓа зима. Исто така и премиерот заедно со министрите, па и ние како директори и лидери на енергетските компании упатуваме секогаш пораки до граѓаните. Не за плашење, него да бидеме внимателни и предпазливи. Прво, што е најважно, сите ние треба да штедиме електричната енергија. Оноку колку што можеме, колку што ни дозволуваат условите за живот и за работа. Ако денес ја заштедиме таа енергија, која што можеби не е толку потребна да ја трошиме, ќе бидеме посигурни, побезбедни во зимскиот период. Значи во период декември, јануар, февруар, кога има најголема потрошувачка на електрична енергија. Второ, со штедењето имаме и економски бенефит. Ги намалуваме сметките и на семејниот буџет, на нас граѓаните, но и на институциите и на бизнис секторот. Со штедењето на електрична енергија го зачувуваме сигурен и стабилен електроенергетски систем во државата. И во многу прилики, јас лично и сите останати функционери во државата упатуваме апел. Еве, ја користам и ова прилика да упатам апел и овде до вас, до мене, до вас, до сите присутни, до сите оние кои што не следат, да ја штедиме електричната енергија денес, затоа што ќе дојде ден кога ќе ни биде и тоа како повеќе потребно. Со самото штедење ќе можеме да возможиме намалување на и тоа како зголемените сметки на електрична енергија, да се зачува само домашната енергија да користиме, да не треба да увезуваме, односно да купуваме електрична енергија која што на цените денес е многу повисока. ЕСАМА испорачува електрична енергија код граѓаните за 5 пати пониска цена од денешната цена на берзите. Тоа значи дека владата и ЕСАМА ги субвенционираат граѓаните и малите потрошувачи со 80% од енергијата. Тие плаќаат само 20% од она денеш што значи цена на електрична енергија кај нас и во европски рамки на берзите кои што се релевантни за пресметки на електрична енергија.
Значи 80% од сметките доаѓаат на терет на владата, на државниот буџет и на компанијата, затоа што ние правиме дополнителни напори, ги откажуваме сите непотребни, непродуктивни трошоци. Еве, уште еднаш ќе пренесам информацијата, само за 7 месеци од оваа година успеавме да заштедиме 55 милиони евра за непродуктивни трошоци и трошоци кои што можеме да ги одложиме за наредниот период. Се со цел граѓаните оваа година да немаат енормно зголемување на цената на електрична енергија. Се грижиме за граѓаните, ние сме стабилизатор и гарант на цената уште од 2019 година, кога се донесе законот за либерализација. Нашите граѓани треба да плаќаат пониска цена на електрична енергија, затоа што се такви и условите во државата, такви се и платите на нашите граѓани и ние ќе направиме се што можеме, заедно со владата, заедно со ресорните министри, заедно со премиерот, да и во наредниот период имаме ниско или благо зголемување на цената на електрична енергија, а поголемиот терет да оди на терет на државата и на компанијата ЕСАМ. Благодарам Ковачевски што ги споделивте овие информации со јавноста и се надевам дека и следниот пат кога ќе се видиме, ќе зборуваме дека имаме план и дека успешно се справуваме со енергетската криза. Благодарам и на вас за поканата и можноста денеска да разговараме за состојбите во енергетиката во државата.